Почитувани убаво и на ваков ден да најавиме, како што веќе напоменав, нешто што е исто така наше, својствено и се поврзува со она што е македонско и убаво. Меѓународен сајм на органски и традиционални производи 12 септември 2020, плато пред градскиот базен во Куманово, почеток во 8 часот, се до 18 часот, свеченото отворање ќе биде во 12 часот и согласно препораките од владата на Република Северна Македонија да ги почитувате здравствените протоколи со носење на заштитни маски и одржување физичка дистанца. Јас го најавив она што ќе се случува и добро утро ќе му кажам на организаторот на овој сајм, по трет пат го организираме, Драган Цветковиќ. Добро утро и добро ни дојдовте. Честит празник. Како сме? Подготвени? Да, се споготвуваме. Сајмот е сега веќе во сабота, на 12 септември, по трет пат, меѓународен сајм, што ни е посебно драго, бидејќи во вакви услови вонредни, да кажеме, имаме пријавено учесници и посетители од надвор од Македонија. Од кои земји оваа година ќе учествуваат? Ова година... И со што се представуваат? Со своите исто така традиционални производи, органски првенствено органски и традиционални производи. Пред се многу добре дојдена за нашето здравје. Ке подариме за нашите гледачи празнике, без подарок не оди. Така да низ разговорот ќе ви кажам што е она што ќе може да си го имате во вашиот дом, тоа е нешто прекрасно, здрава храна, но пред да подариме, да најавиме, значи, она што ќе се случува. Значи, реков ми, поради водредната состојба е малку и отежнати се условите за доаѓање најголем дел на посетители и учесници од надвор од држава, меѓутоа направиме напор да ги спочитуваме препораките од здравствените организации и прописите во ванредни состојби. Ова година имаме учесници од Бугарија, Србија, имаме од Маѓарска, имаме од Албанија. Тоа е добро. Се надева дека да, добро е да не сме сами, нели, за да имаме шаренило од традиционални производи. Меѓутоа што се однесува за нашата убава македонска органска традиционална храна, да кажам, или пак производи ги имаме во изобилство, но и исто така и вие лично се занимавате, колку што знам, нели, со органски производител на здрава убава наша храна. И веќе подариме планинско гравче за наш гледач, ќе подариме шарено гравче за наш гледач, да си го имате во вашиот дом органска храна. Ова е за здрави салати, намази со богат вкус, а ова исто така за здрави салати, а може исто така и за чорби, но ќе доделиме и производ од козјо. Органски, да, сапун од козјо млеко, така? Произведен, значи, на природен начин. Произведен со ладен процес на производство. Две сапунчиња за еден гледач, за да не биде, со оглед на тоа така. Ке подаруваме, но еве барем во знакот нели на убавиот наш ден и убавиот празник, зошто да не израдуваме некој. Исто така можеме да го подариме и ова прекрасно, како да го наречеме, тавче, земјено тавче, нели? Каде што може салата да се прави, може гравче да се прави внатре, се што ке посакаме едноставно, нели? Оние пинџури традиционални, исто така, да. Ете, тоа е она што ќе ви подариме денес и се надевам дека ќе го добијат оние кои сакаат здрава храна и традиционално нешто што е во наше македонско, како ова тавче. Живот органска, трпеза, живот. Што е она што ќе имаат можност сите посетители да погледнат на сајмот? Првенствено ќе бидат изложени органските производители. Можем со особено задоволство да кажам дека сите озбилни фирми во Македонија што постојат и кои се занимаваат со органско производство се учесници на овој сајм. Покрај нив ќе бидат и производителите на традиционална храна, меѓутоа и други традиционални производи, не само храна, значи одредени ракотворби, одредени производи кои исто така се врзани со храна, дали во процес на производство, дали во процес на огледување на самите билки. До денеска имаме повеќе од 150 пријавени учесници. Имаме инсерти од минатата година, ќе може и да ги погледнеме како сето тоа изгледало. Ова година е поради состојбата повторно ќе напоменам, го правиме на отворено. Благодарност до програмата Име не поддржа оваа година. Градоначелникот на град Куманово со советот и АРМ која ни помогна оваа година со шаторите да бидеме на отворено. Така да ова година ќе го правиме на отворено, почитувајќи препораките за безбедност и
Се надевам дека ќе биде успешно. Имало многу посетители, како што можам да забележам во изминатите сајми, каде што ќе може да секако бидат достапни ова органска храна и ова органска трпеза. Ќе вточиме сега гледач во продолжение каде што ќе му подариме здраво гравче, планинско гравче. Не е она гравче како што секојдневно си го имаме, мислам секојдневно, еднаш неделно да кажам. Меѓутоа ова е нешто поспецифично и малку поразлично, да. По-специфично, но тука го има и рецептот натре, нели, како треба да се подготви. Имаме предлог, рецепт, има состав, така да. Одлично. Добро jutro. Ало, добро утро, Борче. Добро утро. Толку ми е мило што прва добив. Одлично. Мислим од Сабајле ве слушам, па брзам да се јавим, али убаво што го продолжите програмата сите да се јавимо. А гостино толку ga поздравим, насмеја се, од срце се насмеја, реко прва ќе вртим нешто да добием, а не од друго, Борче, да имаме еден убав успомен од поготово од господинот. Сакам тој земјаното што е, тој мислим од направено за тавче гравче да се коси тој. Тој ми се многу свиѓа, зашто јам тој, Борче. Ја многу уживам у тие работи. Да ти кажам, нашиот соборката светијачи, нели, а секоја година си земем по едно и од мајка ми имам тие земјани, каленици, како ги викат, а на мене оној тие росвај, тие работи, ништо не ме интересира. Само ова, исто така и јас ги сакам. Но еве јас, знаете како, за мене, меѓутоа јас сакам за гледачите да подарам. Борче, ако сакам, земи го од срце, ја ти го Не, јас ви го подарувам, значи, од срце за вас. А како ќе го подигнете подарок? Многу ми е мило што доби. Па да биде се со среќа овај ден, слушам те, Борче, да. Како ќе го добиете? Како ќе дојде? Ќе видим, Борче, ќе видим, да некога ќе пратим, главно многу го сакам да ти кажем, некој ќе пратим, нели, у Скопје, ќе видим како ќе биде. Добро, Крива Паланка и Куманово, поблиску е таму, да можете и на сајмот. Супер, у Куманово, кој нема гајле, ја имам таму родники, ваши. Добро, ќе се договориме како и да е. И се слушаме. Може и јас да ви дојдам на кафе. Убаво на гостино, се да продаде. Поздрав. Ви благодарам што се јавивте. Да, ова ќе оди во ваши раце и драго ми е поради тоа. Одиме понатаму и со следниот гледач да му подариме да ги израдуваме на денешниот убав ден со наша македонска убава органска подготвена храна. Добро утро. Добро утро, Слободанка. Како сме? Одлично, супер. Пред се поздрав до господинот. Благодарам. Честитки за денешниот празник на сите македонци. Нека е за многу години. Од Скопје. И ви посакувам убав работен ден. Што би можеле да ви подариме? Тука има гравче планинско и шарено гравче. Што повеќе би сакале? Шарено гравче. Шарено гравче за вас. Да. Во ред. Драго ми е. Убав ден. Со здравје да се јаде како се вели, нели? Што се однесува за сајмот? Ќе ви кажам, значи во сабота секој што ќе дојде, што ќе изрази желба, ќе добие. Имаме обезбедено 300 такви овални грнчиња, имаме и онакви долги за тавче гравче баш. Подароци за посетителите, браво. Значи имаме 5 производа по 300, тоа се 1500 подароци за посетителите. Слободно нека се јават, само немат никаква обврска, доволно е да не посетат и да се јават, ќе ми дадеме од било кој производ. Тоа се луѓе со широко срце и со убава мисла и со позитивна енергија, каде што ете размислуваат и за посетителите како да ги израдуваат, односно да им се подари нешто. Минатава година Здружение Живот е организатор на сајмот, значи минатава година, не знам дали има некој снимак, имаме околу 1500 порции, органско тавче гравче, органска шопска салата и така дале за сите посетители бесплатно. Така. Кажавме дека се ќе биде, значи, според протоколот. Се надевам дека со оглед на тоа дека е на отворено. Сега гледам дека и во текот на вчерашниот ден исто така имавме за сајмна книга која ќе биде на отворено, па прашував за временската прогноза, сигурно дека и вие сте се информирале, ќе се погодили времето. Па ние не само што се информираме, еден од членовите на Комора на органски производители има метеоролошка станица, ние монтираме пред 2 месеци на локацијата и цело време секојдневно ја гледаме, така да дента е предвиден 30 степени просек на пладне и убаво време суво. Одлично, јас ќе потсетам дека 12 септември 2020 се разбира плато пред градскиот базен во Куманово, па ако ви е многу топло ќе може да си одите на базен да се испливате. Да се пошегуваме. Од 8 до 18 часот, свечено отворање во 12 часот. А имаме гледач на кој што ќе доделиме планинско гравче. Добар ден. Добар ви ден, како сме? Добро. Драго ми е. Каналите екрани со Алфа телевизија. Драго ми е. Марица се јава од Скопје. Марица, дали сакате сапуни од козјо млеко?
за нега на вашето лице и тело или сакате планинско гравче? Планинско гравче. Добро, значи вие сте поготвењето повеќе отколку понегувањето. Домакинка, вистинска домакинка. Ви благодарам многу што се јавивте и ви посакувам убав ден. Да, ги подаривме еве гравот, планинско гравче и шарено гравче. Исто така се специфични, меѓутоа органската храна вие ја произведувате исто така, таа е многу важна за нашето здравје. Токму и можеби и заради тоа постои и саемот, за да им доловиме и им кажеме на сите посетители колку е здраво да си. Поготово колку ние имаме убава македонска здрава храна на нашето поднебје, традиционална македонска и органска. Секако, значи сајмот го направиме пред 3 години, првенствено да ги организираме органските производители на едно место, да се вмрежат, да си ги разменат искуствата, да можеме некаде да настапиме така да едно од резултатите од самиот саем, нешто така по-препознатливо е, ние минатава година на саемот што беше, потекна иницијатива, значи 118 органски производители од Македонија беа тогаш изложувачи, потекна иницијатива да направиме комора на органски производители, која средина на декември ја организираме и од 10 јануари 2020 официјално постоиме како комора на органски производители. Така, одлично. Веднаш после тоа комора имаше свој штанд на Белградски саем, имаме саем за здрава храна. Каде што ние се презентираме надвор од нашите граници. Прв со помош на општина Врање да им се благодариме, ни дадоа штанд на Белградскиот без Врање не оди тоа така некако, не. Така да 42 фирми од Македонија органски производители има свој штанд на саем во Белград, имаме исто така 20 фирми. Воодушевени ли се од нашата храна? Па од она што го нудиме ние. Особито ние секојаш таму сме добродојдени. Добродојдени, ете така. Имаме гледаш да го вклучиме и да доделиме сапуни на природна база од козјо млеко. Дали се слушаме? Добро ви утро. Добро утро. Добро утро, како сме? Добро, одлично, празнично. Празнично. Вие за нега на вашата кожа или за сопругата? За каде ќе одат сапуните? За сопругата се разбира. Браво за вас, секоја чест што се јавивте. Така, ова е навистина нешто прекрасно за нега на кожата, органски сапун од козјо млеко и драго ми е што еве го добивте како подарок. Значи кажав јас 2 со оглед на тоа дека да не биде едно, 2 сапуни за вас, односно поточно за вашата супруга. Ви благодарам што сте со нас и што не следите. Тоа е она што се имавме можност да подариме, ова ќе си го задржам за себе, барем нешто, така да се беше за мене, јас морам да признам, многу ви благодарам за гестот, меѓутоа јас сакам овој ден да споделам со нашите гледачи, да израдуваме ете така на некој начин. Јас знаете како велам, многу повеќе се радувам кога подарувам, отколку кога ми подаруваат, не дека не се радувам, меѓутоа добро е кога и нели побаво е чувството и да подаруваме, како што и вие ќе подарувате исто така на саемот храна. Што е она што е важно да го истакнеме уште еднаш пред самиот крај на разговорот за саемот, што мислите дека не го кажавме, повелете? Па ги повикуваме љубителите на здрава храна, првенствено и органска да, меѓутоа сите оние што се грижат за здрав начин на живење, да не посетат, да ги почитуваат мерките, имаме протоколи, сите се испочитувани, имаме одредена програма која би сакале таму да биде имало изненадување, за да им биде поинтересантно. Сигурно музика. Па не, али одредена едукација, одредени работилници, посета на... Или готвење? Готвење, да. Одлично, добро. На самото место. Така, многу ви благодарам што одвоивте време на овој ден празничен, да најавиме нешто вакво убаво и прекрасно, меѓународен саем на наши органски традиционални производи. Се гледаме на саемот и се што е она што ќе го организирате во иднина, тука сме, а и како производи, зашто да не се договориме и да подаруваме на гледачите. Да, во одредена емисија, да. Во одредена емисија, специјално подароци за гледачите. Така, јас да ви се благодарам за поддршката. Секако. Што еднаш благодарам.